Вчера платежната агенција го објави јавниот повик за доделување на барањата за мерката 115 активен женски член во земјоделското домаќинство од програмата на рурален развој за оваа година. Максималната финансиска поддршка во износ од 180.000 динари или 3.000 евра во форма на грант. Корисниците за оваа мерка можат да бидат земјоделски стопанства чиј носител е жена, запишан во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Барањата ќе се поднесуваат електронски по извршена регистрација на e-baraња.gov.mk. Еден барател може да поднесе само едно барање за една мерка или најмногу две барања по различна мерка, земајќи ги во предвид и останатите мерки од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година. Ова е дел од програмата за рурален развој, каде што се планирани неповратни 180.000 денари или 3.000 евра во форма на грант. Корисници на ова мерка може да бидат земјоделски стопанства чиј носител е жена, запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ова мерка е намената за проекти кои што се однесуваат на доработка, преработка на примарни земјоделски производи од сите земјоделски гранки. Барателите кои ги исполниле условите за користење на средствата за мерка 115 се рангирани со бодување утврдено во правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој. Барањата во ист број на бодови ќе се рангираат според датумот и времето на поднесување на електронското барање. Барателите не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред потпишувањето на договорот за кофинансирање со агенцијата. Истите барања кои не се поднесени електронски, нема да се разгледуваат.